Апостол Павле, побожен и ревносен приврзаник на јудаизмот, исто така се обратил и дошол во Божјата вистина. Најголемото сознание што го имал кога дошол во Божјата вистина било неговото постоење. Се вели дека и Сократ дал слична изјава: спознај се себе си. Ако се познаваме себе си, секогаш можеме да го дочекаме Светиот Дух во нас. Меѓутоа, честопати не успеваме да го сториме тоа. Ова го сфатил и апостол Павле. Ајде да погледнеме во Галатјаните поглавје 2, стих 19. Се распнав заедно со Христос, и јас веќе не живеам, кој живее во него, туку Христос живее во мене. Кога апостол Павле го сватил тоа и го проповедал Евангелието почнало да напредува. Кога ги читаме писмата на Павле, можеме да видиме дека тој доживеал многу внатрешни конфликти и маки. Меѓутоа, кога апостол Павле конечно го сватил фактот дека тој е само глинена тегла, ја наполнил својата глинена тегла со Светиот Дух и секогаш го носел Светиот Дух со себе. Кога и да имал и најмало арогантно размислување за себе, тој ќе се покорувал на Христа. Кога ќе ги земеме предвид сите овие зборови, наместо да се фокусираме на нашите сопствени желби и мисли, треба повеќе да се фокусираме на негување во храмови каде што Светиот Дух Божи може активно да работи и удобно да живее во нас. Да се вратиме на Галатјаните поглавје 2, стих 19. Се распнав заедно со Христос, и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. А тоа што сега живеам во тело, живеам со верата во Синот Божи, кој ме возлюби и себе се предаде за мене. Треба брзо да сватиме дека никогаш самата рамка не го привлекува вниманието на многу луѓе, туку сликата во рамката што го привлекува вниманието на многу луѓе. Павле исто така уште еднаш го нагласи овој факт. Ајде да погледнеме во книгата 2 Коринтијаните поглавје 4. Но се одрековме од прикриени срамни дела, не постапуваме со лукавство, ниту го изопачуваме Словото Божјо, туку со јавувањето на вистината се препорачуваме на секоја човечка совест пред Бога. Ако, пак, е и покриено нашето Евангелие, тоа е покриено за оние што пропаѓаат, за оние, на кои Богот од овој свет им ги заслепил нивните безверни умови, за да не ги осветли светлината на благо вести ето за славата на Христос, кој е слика на невидливиот Бог, зашто ние самите себе не се проповедаме, туку Христос Исус Господ, што се однесува, пак, до нас, ние сме ваши слуги поради Исус, зашто Бог, кој некогаш заповеда од темнината да изгрее светлина. Тој ги озари срцата наши за да биде познанието на славата Божја во лицето на Исус Христос светло. Но таа ризница ја носиме во глинени садови. Ние сме глинени садови, но Христос кого сега го носиме во себе, во кого веруваме и на кого му служиме е неверојатно скапоцено богатство во Библијата. Но таа ризница ја носиме во глинени садови, та преизобилната сила да биде од Бога, а не од нас. Од секаде сме угнетувани, но не сме потиштени, во недоумица сме, не губиме надеж, гонат, но не сме напуштени, кутнуваат, но ние не пропаѓаме. И секогаш во телото наше ја носиме смртта на Господ Исус, така што и животот Исусов да се открие во телото наше. Зашто ние, живите, постојано се изложуваме на смрт заради Исус, та и животот Исусов да се открие во нашето смртно тело. Апостол Павле уште еднаш свати дека нашето постоење, како оние кои веруваат во Бога, не е ништо повеќе од глинени ќупови, и ова сознание ни го пренесува и денес. Како што светиите го примија Светиот Дух на поранешниот дожд на денот на Педесетница преку искрени молитви кон Бога и силно ја расширија веста за Евангелието. И ние мораме да станеме носители на Светиот Дух и енергично да го објавуваме Евангелието Божјо во овие последни денови. Ако го сториме тоа, многу луѓе ќе обрнат внимание.